Одлуката на Вашингтон за излегување од нуклеарната спогодба со Иран имаше непосредни реакции во Ерусалим, Ријад, Техеран и пошироко. Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху го пофали овој потек. Israel fully supports President Trump's bold decision today to reject the disastrous nuclear deal with the terrorist regime in Tehran. Но во исто време израелците на Голанската висорамнина се на највисок степен на тревога. Властите им наложија на жителите да ги подготват заслоништата по идентификување на она што војската го опиша како неправилна активност на иранските сили во Сирија. Израел го гледа Иран како главен регионален ривал, а Нетањаху долго време го притискаше Вашингтон за построга позиција спрема Техеран. Во минатата недела Нетањаху објави, како што рече, докази дека Иран лажел за претходните напори за развој на нуклеарното оружје. Iran lied. Тоа изгледа само ги потврди намерите на Трамп да се откаже од договорот и повторно да наметне санкции врз Иран. Israel published intelligence documents long concealed by Iran, conclusively showing the Iranian regime and its history of pursuing nuclear weapons. И американскиот сојузник Саудиска Арабија, уште еден регионален ривал на Иран, го пофали потекот, наведувајќи дека економските придобивки од укинувањето на санкциите Иран ги искористил за дестабилизација на регионот. Брз беше и иранскиот одговор на одлуката на Вашингтон. Председателот Хасан Рохани рече дека останува посветен на нуклеарната спогодба и изрази надеж дека Иран и другите подписнички би можеле да го зачуваат договорот. من به وزارت خارجه دستور دادم که ظرف چند هفته آینده با مذاکرات با کشورهای اروپایی و دو کشور بزرگ دیگر یعنی روسیه و چین رایزنی‌ها، هماهنگی‌های لازم و مذاکرات لازم رو انجام بده. اگر در پایان این مهلت و زمان کوتاه Американските сојузници, Британија, Франција и Германија издадоа заедничка изјава, нагласувајќи дека и тие остануваат посветени на спогодбата. Русија пак, изразувајќи длабока загриженост, оцени дека одлуката на Трамп представува сериозно кршење на меѓународното право. Едностранната одлука на Трамп да се откаже од договорот е во контра со улогата на Америка во формирањето на меѓународната коалиција која го постигна договорот во 2015 година. Сега Соединетите држави се чини остануваат се поосамени.